Тоа многу тешко се снаоѓа, бидејќи нашето село е богато со костени, изобилува со добар дел на костен. И се среќава со потешкоти за продажба на тој костен. А сега е многу полесно за продавањето на костенот, бидејќи до самото место идат купци и возила. Многу полесно. Овој пат многу добар е што се изгради и помага многу за селото Ковач горе, исто и за Самоков. Ние живееме горе, имотот ми е горе исто што работиме. Костен, јаболко, сено, триеко, миреше, сено си ме озгора вамо, долу. И за сите селани мештани е тоа добре дојдено, овој пат што е изработен, изграден, квалитетен. Преко квалитетен, добар и за сите селани е добро дојдено. Значи, овој е ново изграден пат. Од Самоков до тука, значи, на главниот пат се 7 км и 4 км за Требовле, значи, новиот пат е 4 км должина. Тоа е едно село каде што има голема, значи, можност за да се развие селскиот туризам и уопшто и ловот и така натака. Тука се луѓето претежно, значи, ќе кажам, ново населени, тоа е карактеристично за ова село, кај што претежно се викенд населби, луѓето се враќаат, доаѓаат, а иначе оние луѓе кои тука живеат постојано, претежно екзистираат со борова граѓа, така натака, значи, од посебна важност е тој пат што тие може да си го превезат тој бор, нели, таа граѓа, да си однесат и да си ја донесат. Уште поголема важност има овој дел на патот за целото подрачје, значи за Самоков и надолу за жителите, конкретно бидејќи по овој пат може да стигнат до Скопје од тука. Сега се искачуваат до Требовле по асфалтен пат, потоа се сменуваат долу до Здуње и од тука повторно по асфалт некаде на 70 км до Скопје до Дачево, иначе треба да патуваат дури 200 км. Градоначалникот Милосим Војневски најавува нови проекти за останатите села на кои се уште им треба нова асфалтна патна инфраструктура. Во општина Македонски Брод од вкупно 53 населени места до 46 водат локални патишта кои се асфалтирани. Не остануваат уште 7 локални правци за асфалтирање, меѓутоа еден од нив, посебно за селото Могилец, се обезбедени средства и во тек е тендер и во текот на оваа година ќе биде асфалтиран, а во преговори сме со Светска банка уште за 2 локални правци за село Звечан и за село Волче. Се надевам дека во текот на ова и наредната година и овие 2 патни правци ќе бидат асфалтирани, ќе останат уште 4 патни правци. Се надевам во наредните 2 до 3 години и овие патни правци дека ќе бидат асфалтирани. Сакам да нагласам дека во мојот мандат за изградба на локални патишта имаме вложено околу 1.800.000 евра, а во моментов имаме обезбедено уште 700.000 евра за патните правци кои ги спомнав. Продолжуваме и натака да асфалтираме, се со цел нашето местно население да добие асфалтен пат до своите домови, а со тоа да го развиваме екотуризам, селскиот туризам и да ствараме услови за живот на нашето местно население. Градоначалник Милосим Војневски, општина Македонски Брод. На радост на жителите во селото Косово, целосно реконструирано според сите европски стандарди е подрачното училиште Климент Охридски, кое што е веќе во функција. Ова училиште пред кое што стоиме денеска, прошлата година беше руинирано, во него немаше никакви услови за образование. Благодарение на градоначалникот кој смогна снаги од инвестициите од буџетот на општината, обезбеди средства и ова училиште ево сега доби нова слика, нов сјај и нова убавина. Се гледа во самиот прилог. Нашата фирма го градеше Евроградба од Самоков и сега е пуштено, е способено за образование, за работа на учениците. Беше руинирано и го препокривме, внатре го реновираме комплет, нови патоси, нови зидови и така натака. Се наоѓаме во селото Косово, каде што пред 30 до 40 години ова училиште работело со над 30 ученици, а некаде во 90-тите години од минатиот век е затворено, така да после 25 години чест ми е да најавам дека ќе се отвори како подрачно училиште и ќе биде во составот на основното општинско училиште Свети Климент Охридски како 7-мо подрачно училиште. Учениците што потекнуваат од селото Косово досега одат во
подрачното училиште во Самоков секојдневно, така да секој ден и во лоши временски услови патуваат по 7 километри во еден правец. Целокупната финансиска конструкција за реконструкција на ово училиште е од Општината Македонски Брод, односно финансиските средства се обезбедени од градоначалникот на Општина Македонски Брод, господинот Милосим Војнески. Во училиштево на почетокот ќе имаме 4 ученици кои ќе бидат ќе работат училиштево со 4 ученици, а наредната учебна година бројот на ученици се зголемува и секоја наредна учебна година од евиденцијата што имаме, значи ќе се зголемува бројот на учениците. И се надеваме дека со отварањето на ова подрачно 5-годишно училиште ќе се младите луѓе што се останати во село Косово ќе останат и понатамо и ќе живне овој крај на полечијето. Родителите на овие 4 деца од селото Косово, но и сите жители се среќни што повторно секој утро се слуша училишното звонче, што децата жагорат и весели се враќаат дома. Ја многу радувана за школа че прави началнику Миле Војниско. Поздравим многу ка срца, имам 3 деца. Сите сакам децата учен овде, не Самоков. Самоков многу далеко. Има снег 1 метар. Не знае на као име децата. Оим пешк се лупна, не се вака трен, не знае на кај дете клај ноген. Сакам многу радуна, многу за школа че направи Миле овде. Задоволни сме од, да речем, прво благодарение на градоначалникот, многу го поправив, кога школата беше многу пропаднато, а сега значи услови има 100% за учење. Сега значи многу добро е што децата ќе учат, не патуваат за Самоков, че зимно време нема доволно услови за да патуваат, зашто возило немат, ги носат, тоа мислам родителите што имаат постари деца, дури до патот долу, значи условите воопшто не им одговарат. А инако сега ќе биде значи многу подобро ќе учат. Значи многу блиско им е. Сега ќе се подобрат условите со пушење од школа одново. Има деца дојдени, доста мали деца што се повратија од овај соседјани од Албанија, од Свети Николе на пример страна, и така дека ќе се поврати школата, ќе биде подобри услови ќе има него порано што има. Се имате и во школата воведено вода, на пример, купател порано немаше вода. Сега има и вода, имат услови подобри него некогашните што беа. Ќе придонесе за зголемување наталитетот на селото. Еве децата овде водат претежно младите брачни парови на 3-то дете претежно за сите. Уште некои имат секоја година ќе се наголемуваат овде. Инвестицијата за обнова на ова училиште е од буџетот на Општина Македонски Брод, а идејата ни дојде што во ова село до 12 години има 20 деца. Поточно тие се све од млади беќари, оженети од Албанија, и ова село заживеа, и затоа јас како градоначалник се потрудив за овие дечина кои тука се раѓаат да имаат училиште кое постоело долги години, а околу 20 години ова училиште беше затворено. Децата досега патуваа повеќе од 7 километри до село Самоков. Во зимски услови тука оттежнато е патувањето и една од тие причини е да не патуваат по снегот децата, да останат тука во своите домови, да се имаат училиште во своето родно место. Во Општина Македонски Брод, покрај Централното основно училиште Свети Климент Охридски, имаме и ова е 7-мо подрачно училиште и едно средно општинско училиште Свети Наум Охридски во Македонски Брод, и локалната самоуправа издвојува средства во текот на секоја година по повеќе од 2 милиони денари за одржување на училиштата и обнова, и можам да кажам дека нашите училишта во Општина Македонски Брод се едни од најдобрите и најсочувани училишта во Република Македонија. Инвестициите во образованието продолжуваат. Во Општина Македонски Брод се градат објекти за спортска анимација на младите и секако нивна сестрана едукација, далеко од пороците на современиот живот, кои демнат на улица на секој чекор. И успесите на младите спортисти не остануваат незабележани. Благодарение на владата на Република Македонија и Општината Македонски Брод заедно со градоначалникот Милосим Војнески, во нашиот град се изградени повеќе спортски сали и објекти кои ги служиме заедно со нашите ученици и рекреативци од градот.
изградени се 2 спортски сали во основното училиште Свети Климент Охридски и една спортска сала во средното општинско училиште Свети Наум Охридски, изграден е фудбалскиот стадион и сега е во фаза на завршување тениското игралиште, што значи инфраструктурата за бавење со спорт во нашиот град е на одлично ниво. Нашиот директор Тони Ставрески и градоначалникот Милосим Војнески се секогаш покрај нас и нашите ученици. Секогаш ни биле удоволени условите за непречено развивање на спортот и спроведување на сите активности кои што треба да ги изведиме со нашите ученици, било тоа да е на државно ниво или во надпреварите кои се организирани од страна на Училишната федерација за училишни спортови. Секогаш имаме можност со нашите ученици да учествуваме на тие надпревари. Со женските сме 3 години шампиони во голем фудбал, минатата година бевме и во футсал, со машките пред 2 години го освоивме првенството за голем фудбал, што значи имаме резултати со кои што можеме да се пофалиме. Минатата година 2014 нашето училиште од страна на Агенцијата за млади спорт и Федерацијата на училишни спортови беше избрано и за најспортско училиште во државата, што значи дека имаме доволно резултати со кои што пред се јас, моите ученици, директорот и општината може да се гордееме со истите. Радува фактот што во општина Македонски Брод секоја учебна година се зголемува бројот на учениците, така да ова учебна година имаме околу 480 ученици, а ланската учебна година беше 472. Исто така се зголемува бројот на првачината, што очекуваме и во наредните години да биде зголемен бројот на учениците. Благодарение на општина Македонски Брод, особено на градоначалникот Милосим Војнески, секоја учебна година во основното општинско училиште Свети Климент Охридски Македонски Брод се подобруваат условите за работа, како во однос на подобрување на инфраструктурата, исто така и со опремувањето на училиштата со голем број на нагледни средства. Така да, за време на летниот период, кога учениците беа на одмор, се изврши реконструкција скоро во сите подрачни училишта, така да во подрачното училиште во Требино беше изграден нов санитарен јазол со средства од општината и од училиштето. Во подрачното училиште во Сувидол и подрачното училиште во Црешнево во тек е реконструкција на овие 2 училишта, така да ќе бидат обезбедени се околу 2.400.000 денари за реконструкција на овие училишта. Исто така, во училиштето се обрнува големо внимание и за спортските активности, особено подобрени се условите за изведување на часовите по физичко и здравствено образование, така да со изградбата на ова спортска сала во која се наоѓаме и исто така во теке завршни се активностите при крај и пуштањето на тениското игралиште, отпочнувањето со работа на тениското игралиште, така да учениците од ова училиште имаат идеални услови за изведување на часовите по физичко и здравствено образование. Во склопот на училиштето, покрај ова спортска сала, кажавме и тениското игралиште, а планираме со средства од општината и од училиштето наредната учебна година до тениското игралиште да изградиме и кошаркарско игралиште, така да училиштево на дворешното игралиште што беше сега го немаме, а со кошаркарското игралиште мислиме дека ќе се изведуваат и часовите по физичко образование и во природа. Градоначалник Милосим Војнески, општина Македонски Брод. Но не само се уредени училишта, општина Македонски Брод, а особено градот во кој што е асфалтирана и последната уличка, восхитува со својот урбан лик. Нема мало, нема населба без квалитетно асфалтирани сообраќајници. Ова слика секако го подобрува квалитетот на животот на граѓаните и го леснува сообраќајот, еколошката слика на Македонски Брод. На реката Треска се поставени мостови, речното корито е чисто и средено, а градскиот плоштад е целосно уреден и средиште на бројни културни збиднувања. Во есен, овде, неколку години се одржува прочуената и меѓу мештаните омилена манифестација со наслов Костенијада, како символ на даровитото дрво костенот, кое што само овде во поречието има посебен вкус, мирис, оригинална боја и еколошка чистота. Костенот е дел од здравата храна која што ја нуди чистата природа во Порече.
Жителите од Костен прават се и се што. Домаќинките месат пити, прават колачи, домаќините прават мед, варат и ракија, а печениот и варениот костен се специјалитет на сечија трпеза, сервиран за секој добронамерник. Добар специјалитет имаме во Македонски Брод, поречкиот костен е добар за јадење, за торти, за правење за се. Па може бомбици се прават, торти, филови може, се прави. Ја има 55 години, со костени се занимавале, татком и дедом ми се занимавале, ја наследив се од тоа. Има повеќе годишна традиција со костени. Па сега зависи од годината, некој пат збираме помалку, некој пат годинава беше добра, родна годината, збираме од тон па нагоре 2-3. Еколошко чист природен мед во село Звечан, Македонски Брод, негде 40 километри од овде до местото. Тоа е многу мало густо населено, значи необработливо и така овај мед е органски поќе. Чист, значи еколошки, нема никакво загадување, нема фабрики, нема индустрија, ништо, само една состока овци што имат и другото е сето напуштено. Медот од костен, точно од костен има таков вкус и шмек на костенот, ама 100% не е медот од костен, значи негде 70, 60, па и 40% од костен може да ве зависи во кој период замедуваат и другите растенија околу костенот. Така и квалитетот на медот го дава, а претежно го рачунаме као костенов мед, али не со 100% костен. Градоначалникот, непосреден, близок со сите, и овој пат ги посети штандовите, помоабети со мештаните, вкуси од специјалитетите, костените кои многу продавачи ги печеа на малите ќумбиња. Сакам да нагласам дека локалната самоуправа прави напори за да обезбеди услови што повеќе од нашите сограѓани кои се иселени да дојдат, да се вратат и да го собираат плодовите по нашите села, бидејќи останува гомила од костени по ливадите, по шумите, а сега, минатата година, успеавме да асфалтираме 2 населени места, Зркле и Лупште, каде има многу костени и оваа година се собрани сите плодови од овие населени места, а наредна година да најавам ќе го асфалтираме и патот за село Звечан, исто така, каде што има многу костени, се со цел да не остануваат по ливадите, со цел многу семејства кои останаа без работа и се надвор од општината да се вратат и да се обезбедат средства за своите семејства. Иначе за нашиот костен, далеку познат поречки костен, се знае низ целата наша република, меѓутоа и надвор, бидејќи оваа манифестација прерасна во меѓународна